Нема поголем ден за лозарите од Свети Трифун. Не е тоа ниту надежта со првото зрело зрно, ниту задоволството при бербата на лозјата и крајот на лозарската сезона. Свети Трифун ја грее надежда и го слави задоволството кое доаѓа секоја година. Ај, Сезар, нека Господ здраве нека дава. Колку зашо? Сезар, нека Не, до година, него оваа година нека дае поешко, до година дупло нека дае. Оваа желба која се повторува секоја година и овој пат ги собра лозарите од регионот на лозјата, за да ја продолжат вековната традиција на закројување и залевање на лозјата, но и на лозарската дружба. Секоја година собираме друштво тука и колку толку направиме дето закроеме, следе направиме скаричка. Еве како што гледате се собравме да го одбележиме денот, да ни биде убав. Господ нека ни дава род, успешна година, берекетна и се најубаво на сите нека дава Господ здрави. Голема прослава за Свети Трифун денес се одржа и во Кучичино. Тамошните лозари за овој ден исто така се со голема традиција. Оваа традиција постои од многу одамна. Минатата година јас без кум Мале Рунчев. Оваа година паричката се падна во новиот кум Александар Ацов. Да му посакаме среќа, здравие, берекет и оваа година со невеста. Надежта за добра лозарска година ја најавува и министерот за земјоделие Трајан Димковски. Нам ни е важно лозарите да продолжат да произведуваат квалитетно и убаво грозје и оваа година пред новата реколта исплатени се субвенциите за одржување на лозови насади, за да можат лозарите навремено да ги извршуваат агротехничките мерки. Но денешниот празник е познат и како најголем потрошувач на најпознатиот продукт на грозјето, виното и ракијата. Со нив на 14 февруари знаело и да се претера, па затоа сега пред да стигнат на лозјата, лозарите имаа ваков пречек. Господине, ќе ви извинеме да вземе 2-3 минути од вашето драгоцено време, не ни требаат документи. Целта не ни од Одсеко за превенција, присовршив во соработка со полициската станица за безбедност во патниот сообраќај по повод денешниот празник Свети Трифун, денот на лозарите, бидејќи овој крај Сутлакот во Штипниот лозарски крај и имаме граѓани кои доаѓаат да закројуваат и целта ни е да направиме на превентивна активност, да укажеме на граѓаните да не користат алкохол за време на управување на моторно возило. Вие како таксист одете на закројување или одете на порачка? Одеме на порачка да земеме еден совесен граѓанин кој сака да ги користи нашите услуги поради тоа што можда е консумирал алкохол, така да пожелно е да ги користат нашите услуги. Би требало да не се пие алкохол, но они што ќе пијат алкохол сигурно ќе бидат под заштита на светецот и ќе можат многу на добар начин или лесно да се вратат дома, но препорачливо е ако се пие алкохол да се вратиш дома пешки или некој да те донесе што не пил алкохол. Еме промотивен материјал да ви кажеме дека комбинацијата на алкохол и употребата на моторно возиле е скапа по вашата безбедност и безбедноста на останатите учесници. Убав празник. Денес одбележувањето на Свети Трифун главно е на лозјата, но некогаш оваа прослава имала многу помасовен карактер. Пред многу години јас сум од Штипско Ново село. Од Гоцевата куќа, Гоце дел кај ше бил. Таа е моја куќа 350 години. Се оди на лозја, па со свирки, па со тупани, па се собират кај Јаворо, сега што е црквата Свети Димитрија. Значи млади, стари и мало е многу поубаво веселје. Инаку, освен со вино и ракија, за род и благослов од светецот, лозниците денес се залија и со светена вода. Водата те означена е како од време, старо време, дека дава едно благодатно, многу род, богатство и се натака и убаво да биде и здравие на години. Со среќа се да биде со сите. Инаку, Свети Трифун живеел во 3 век и бил прогонуван, измачуван и убиен заради неговата вера во Бога. Кажал една молитва која денес ја читавме пред престолот Божи, каде што Свети Трифун се моли сите оние кои што ќе го чествуваат и празнуваат Господ Бог да ги дарува обилно. Тоа било во 250-та година. Освен лозарите, денешниот ден го слават и оние кои го носат името на светителот или споменот за него го имаат како куќна слава. Такви во регионот ги има над 3000.